Лога нервозен, откако Филков обелодени каков хаос нашол во Министерството за правда и дека не стасуваат клучни оригинални документи. Екс-министерот тврди дека писмото од Берлин со оценките и насоките за работата на судскиот совет пристигнало по електронски пат. Го повикува актуелниот министер јавно да се соочат. Тој пак му порача дека понатомошниот диалог ќе се води преку надлежните органи. За министерот Филков разбрилива е нервозата на Лога и вели дека стои позади секој збор што го кажал за неговиот претходник. Се што имав да кажам во врска со работата на мојот претходник кажа вчера и стојам позади тоа. Ја разбирам неговата нервоза, но понатомошниот диалог ќе се одвива преку надлежните органи. Лога како невистините ги отфрли тврдењата на Филков. Писмото од оценската мисија е добиено по електронски пат, исто како што го добија и вице-премиерот Маричик, председателот на судскиот совет Сашко Георгиев и други. Еден дел од писмото беше наменет за јавноста, додека другиот беше класифициран само за министерот. Тоа писмо е архивирано од службено лице во Министерството кое ракува со доверливи материјали. Истото писмо со дозвола на мисијата е споделено и со работната група за реформи во правосудството, односно со председателот академик Владо Камбовски. Филков посочи дека го презел Министерството без примопредавање и со испразнет кабинет од потребната документација, но со токушто набавени чадори, мајци, торби, чаши и други предмети, секој во количина од над 200 парчиња. Фактурата за овие работи бил речиси $1.000.000. И Лога и за ова се правда со образложение дека кога била избрана новата власт, тој бил на планиран семеен одмор и од сите фактури во Министерството биле навреме подмирени.